Метео Велес. Чекор пред времето. Недела 28 мај 2023 година. Често пати во последни објави кажував дека секој ден таа пата преплнена сончево со локална умерена облачност, меѓутоа во пладневните, попладневните, па и вечерните часови изразито нестабилна облачност на повеќе места во државава со краткотрајни, на моменти поројни врнежи, што знаат да направат и поплави по улиците низ градовите, посебно на оние градови каде што конфигурацијата на теренот е околу нив ридишта. Тоа се случува најмногу, да речем, во Велешкиот регион, околу е голи ридишта и нормално е надоле да се направат порови и се знаат оние црни точки каде се во Велес. Значи, кај спортската сала, кај силосите на Житовардар, кај Саат кулата, доле кај паркинг плацот, потоа кај економското училиште, пазариште. Значи, тие се оние места каде што се случуваат. Како ќе биде времето денеска? Од оваа радарска снимка гледаме дека некаде, па да речам, после 12 часот, ова прогноза ја правам некаде околу 11 часот, веќе после 12-13 часот постепено ќе има дестабилизирање на времето во североисточните делови, некаде околу Тетовскиот регион, помеѓу Скопскиот и Тетовскиот регион, некаде околу Гостиварскиот регион, Јужно-Скопскиот регион, Кичевскиот регион, Крушевско, Македонски Брод, нешто околу Охридскиот регион, Струјскиот регион. Нестабилност се очекува Тиквишијата, Кавадарешко, Неготинско, поизразено јужно од Кавадарешко, Неготинско према Кожув, према Преспанскиот регион, долж поврдерието. Нестабилност се очекува околу Струмишкиот регион, помеѓу Струмишкиот и Штипскиот регион, Редовишкиот регион, Кочанско, Делчовско, Беревскиот регион, нешто Кривопаланешкиот регион, Крушевско, помеѓу Скопско, источно Скопскиот регион према Миладиновци, и во Скопскиот регион се очекува нестабилно време. Нестабилно време исто така се очекува и во Охридскиот, Дорајанскиот регион, поточно нешто околу Валандовско, Богданци и Гевгелискиот регион. Тоа ќе бидат кратки изразени нестабилни процеси, велами изразени, но кратки. Меѓутоа, не мора да значи дека во тој југоисточен регион секаде мора да има нестабилно време. Значи се очекува и таму да има нестабилно време во текот на попладневните часови. Гледаме крвотемици. Гледаме Пелагонискиот регион, потоа исто така и Светониколскиот регион околу Ѓуриште. Да нагласам дека на моменти и брзината на ветерот ќе надминува 60 км на час. Тоа ќе бидат, значи, кратки удари на ветер. Инаку во просек брзината ќе биде умерен ветер. Ете, такво време се очекува во текот на денешниот ден. Недела. Тако ќе биде и во следните денови. Реков, дури и првите неколку дена од месец јуни. Да се повторуваме треба секој ден таа пата, да се внимава на отворено, не треба да се прави паника, не е ниту првпат, ниту е нешто последно, значи ќе се случува и понатаму. Во овие периоди е нормално вакви процеси да има, меѓутоа навистина се претера. Долги се временските процеси, веќе 2 недели со вакво време. Тоа е причина жешкиот воздух во долните слоеви и поладниот воздух кој ќе најде и настанува, да речеме, турлитава горе во атмосферата. Кој ќе се појават нимбуси, нимбустратуси и оние кумулусни облаци. Неколку пати кажав дека кога ќе погледнете околу вас дека сончево времето, меѓутоа да речеме кога ќе погледнеме воздушно надалече на некаде километар, 2 и 3, гледаме дека таму е сенка во вид на џеп. Тоа значи дека тоа се нимбусни и кумулусни облаци кои што може за кратко време да исторат од дожд и да настани нестабилно време. Тоа е тоа. Значи, температурите без поголеми промени 25, 26, 27, 28, 29 степени. Такво време значи денеска и реков, значи тие места што ги нагласив не значи дека и на други места не може да има, или пак на некој место кое што е нагласено, може би малку понастрана ќе се случи нестабилното време. Меѓутоа, да нагласам дека и е можно изолирана појава на локален град. Можно во Скопскиот регион, југошно, југозападно од Велешкиот регион, околу Струмишкиот регион, нешто јужно од Кавадарешкиот регион исто така е можно град, Пелагонискиот регион и нешто околу Охридско-Преспанскиот регион.
Можда и на други места. Меѓутоа, тука повеќе би лоцирал дека е можно да има појава на град. Меѓутоа, краткотрено ќе биде. И овие процеси, уште раз кажам, ќе бидат краткотрени. Да не заборавам дека и Велешкиот регион може да биде зафатен со краткотрена нестабилност, краток пореден дожд, околу Велешкиот регион Грботевици и толку. Тоа ќе се случува за 10, можеби 15 минути, дали толку ќе биде и ќе забиде. Што би рекол, дорека се свртиш, готово, времето поминало. Тоа е тоа, нема потреба да се прави паник. Што ако решиме дека еве сега во Велеси навлегува невреме? Да не ќе направиме евакуација за НСА? Ништо. Тоа е тоа. Ќе дојде, ќе пројде и тоа е. Ви благодарам на вниманието и секој добро. Метео, Велес. Секор пред времето.